Например, не е веднаш поврзливо за многумина дека рапидно слабење може да ја наполни жолчката со камења. Значи, тоа не е вака веднаш онака интуитивно да го знаат сите. Рапидно слабење, брзо слабење да води до преполнување на жолчката и после проблем. Па доста, со операција ќе заврши. Так. И тоа е само уште едно нешто кое што го гледаме. А зошто тоа се случува при рапидно слабење? Вака, значи има механизам кој што е следен. Два моменти се пресудни. Прво, процесот на слабење ослободува доста триглицериди од клетките кои што слабеат, од масните клетки. И тие се пуштаат во оптек. Кога се пуштаат во оптек, црниот дроб ги собира и ги канализира. Што е функцијата на жолчното кесе? Резерва да биде. Значи, сите тие сокови да доаѓаат, вклучително и многу масти, од црниот дроб и да стојат тука привремено и после, с кога ќе имаме храна, телото ја стега жолчката и сокот излегува и оди во цревата. Едноставно кажано, што е функцијата на жолчката. Два моменти се. Кога, значи, прво ќе се активира брзото слабење, сите тие масти се акумулираат во нејзе под А и под Б. Ако се намали фреквенцијата на оброците, како што се намалува при вакви изгладнувања, рапидно слабење, нема стимул што ќе стисне жолчката и тие стојат подолго време. Стоењето подолго време ги таложи, прави простор за кристализација. А тргнали процесот на кристализација, се створили јадро, после само почнува да се лепи на него и каменот се формира, тргнало. Има ли одредени диети кои што повеќе го создаваат овој проблем во споредба со другите или само наглото слабење е причина? Пред се е наглото слабење, меѓутоа тука се уште не е јасно дефинирано и самиот начин кето исхраната. Кето, за тој ве прашувам. Да, кето исхраната, па кај нејзе има двојната таа комбинација. Имате брзо слабење, и под А и под Б имате многу протеини, имате и доста масти. Нели, таму може оброкот да ви биде според тој начин на исхрана сланина и јајца. Ме разбирате. И сега вие такви 2-3 оброци, па секој ден, па цел месец или подолг период, и тоа како ќе има простор да се случи кристализација во жолчното кесе. Еве го, сето тоа го објаснува тоа. А што се случува пак на ниво на метаболизам? Значи, има позадини кои што не ги знаеме. Ова се видливите последици. Ова се видливите, а што има се невидливо позади е еден Господ знае. И ние уште, и како медицина уште не знаеме. Се уште истражуваме, бидејќи овие трендови на слабење се релативно нови. Во смисол, неколку декади се. И затоа медицинската наука се уште активно ги истражува и постојано открива нови аспекти, што позитивни, што негативни. И затоа тука бара и тоа како внимателност.